Американските војници во индонезиската провинција Источна Јава ги учат индонезиските војници за американскиот фудбал и за попознатата пријателска игра одбојка. Тоа е добредојдена пауза за 2500 американски војници кои учествуваат на заеднички воени вежби во Индонезија. Воените вежби Супер Гаруда Шилд се начин на продлабочување на врските во регионот. Исто така постојат медицински клиники за жителите во близина на местото каде што се одржува вежбата. Кели Грико е американска одбрамбена и воена аналитичарка во центарот Стимсон со седиште во Вашингтон. Овие вежби се првенствено форма на одбрамбена дипломатија и тие треба да испратат политички сигнали кои често се поважни од воената вредност на истите. Самите вежби вклучуваат околу 5500 војници од повеќе од 10 земји, кои трајаат 2 недели, од крајот на август до почетокот на септември. Меѓу учесниците има војници од Канада, Франција и Велика Британија, како и други земји во Индо-Пацификот, вклучувајќи ги Австралија, Индија, Јапонија и Сингапур. Една од главните земји во регионот што не учествува е Кина, која има огромни територијални претензии над Јужното Кинеско море. Индонезиските воени представници отфрлаат каква било идеја дека воената вежба покажува од Индонезија зазема страна меѓу Пекинг и Вашингтон. Ние сме сојузници на САД. Гледаме само кои се најдобрите практики и што можеме да усвоиме за себе. Дел од овие најдобри практики се во заедничката команда и контрола, прикажани во вежбите за слетување, во кои се вклучени војници од земјите учеснички. Рахман Јакуб е експерт за одбрана од Југоисточна Азија во институт со седиште во Сиднеј. The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the Војниот број на индонезиската морнарица може директно да комуницира со американските војни бродови. Видот на вежбата е софистициран, врвен, но со кинезите е малку поинаку. Тоа се во основа едноставни вежби. Еден службеник од Југоисточна Азија сподели со мене вежби што ги одржува Индонезија со кинезите. Тие се толку едноставни што може да се направат со рибарски брод. Институтот вели дека САД спровеле 525 заеднички вежби со земјите од Југоисточна Азија, како Индонезија, од 2021 до 2023 година, што ги прави убедливо најголем партнер за обука за одбрана во регионот, во споредба со другите земји, како Австралија и Кина.